Морам да глумам? Шеста епизода, имам нешто да ти кажам, нашиот скромен подкаст. И овај пат сме во ова скромно, ама многу симпатично импровизирано студио во Вила Деја. Фала, благодарност голема до нив за место во што ни го возможија. И на моје огромно задоволство денес во нашиот подкаст имаме актерката Верица Недеска, сценаристка, која што е по потекло од Охрид, ама си твори и живее во Чешка, во Прага. Така што можам сега ти препуштам да си се представиш сама или не знам, некој те знае, некој не те знае. Како сакаш да те доживуваат луѓе во актерка, сценаристка сега или Пред се би сакала ме доживуваат како човек. како човек? Така? Да. Пошто мислам дека се друго е професија и се е тоа менливо и минливо. Да. Да, по потекло сум од Охрид и многу често се враќам Охрид и Охрид ми е во срцето некако така, Да. така Па на да. секој би му бил. Охрид. Да, тоа нели преска така неофицијално ти кажав дека уствари кај да идеш некако цел живот ќе го бараш тој призор во кој што си се родил уствари, така да кај да идам некако пак си ја барам Галичица, Да. Охридско езеро, така да тоа е тоа. Па тие се, јас викам дека ние Охриѓани имаме привилегија што сме на некој начин родени на вакво место. Ама се одма да влезем да се надоврзиме на тоа дека убајнава ја има Охрид и несомнено е дека светска убајна е, може не дека ододајде локал патриотизам сега па дека е најубавиот град или нешто, ама право. така е според мене и која според тебе причинава најголема што најмногу млади се иселуваат и може ти да се ставиш во тој кој си се иселила од Охрид, па така Скопје, па после Чешка. Да. Причиниве и кои што се има многу луѓе талентирани и надвор нешто што направиле од Охрид, што се излезени од Охрид, а не ме услови овде да творат или да. Јован, искрено многу ми е жал, заради тоа пред некое време дознав дека Охрид е градот кај што најмногу млади се иселуваат и просто е шокантно тоа. Уште како дете кога бев, значи средно, основно, некако секогаш така сонував си викав дека овој град треба да биде град на младите. Најтажен ми беше септември некако кога ќе ги снемаше луѓето и кога одиш си викаш зашто е ваква убајна, а нема жив човек. И некако сонував, и уште сонувам, морам да признам, дека ќе се смени ситуацијата, дека нема да биде само град на пензионери, туку ќе биде град на млади луѓе и се надевам дека конечно некако во ова наша мала држава ќе престане таа централизација, дека све е во Скопје, све е концентрирано таму, пошто и Скопје е отруен баш заради тој принцип. И мислам дека за сите останати градови ќе биде многу добро ако се направи некако растеретување. И верувам, уште верувам и дури така и си замислам баш пред некој време на една пријателка викав замисли како би било, барем на еден месец сите луѓе што се иселени од Охрид, пошто јас знам еден куп прекрасни млади од сите сфери, не само уметнички, нели од уметничкава сфера, кога би се вратиле бар на еден месец и само дел од нивните искуства да може да ги имплементират, ама да може да им дозволат, нели, властите локални, да може да придонесат некако, да го споделат нивното искуство, знаење, што и да е, пошто знам колку многу млади луѓе уствари квалитетни се раѓаат овде и нема доволно услови и мора да бегат, за да можат некако да се реализираат, а некако, знаеш, никаде не можеш доволно да се реализираш освен тоа од кај што си дома, пошто не случајно некако, верувам дека не случајно сме се родиле овде кај што сме се родиле. Да. Така да и без разлика дека живеам веќе 18 години во Чешка, претходно сум студирала во Скопје, малце Битола, како што работев со театар навака натака. Ама некако верувам дека се гледам себе си овде, не знам како да кажам, се надевам дека ќе можам да дојдам порано пред да влезам во пензија, ако знаеш да не го фурам тој филм на пензионерски денови дома. Баш би сакала да можам да има услови да некако го тераме тој правец, колку е важно за всушност, пошто најмногу млади нормално се иселуваат од Охрид, да имат простор за младите, да имат тој цело време што го кажуваме
младински културен центар, Значи, кино феноменално. функционално да имаат место кај што ќе можат млади да се соберете, да не е то на кафе само и само в кафана. Да е со и концепт тоа некако, да има некаков си можност. Да имат место кај што ќе припаѓаат на некој начин и кај што ќе тоа ќе им придонеси за понатамошниот тек на животов, како да се оформе тие како зрели личности, затоа што не мора значи, како што рековме, дека тој ако ојд во културен центар или ако ојд на кино секој ден, дека утре ќе се занимаваат со тој уметник, нема врска. Секако. Ма колку е тоа важно, Значи, јас себе можам јавно да ви кажам доколку ви е било каква потребна, било каква помош, што и да е во однос на развивање на тој некаков си центар, прва стојам. Мислам, слободно да ми се обрати, би сакала да можам било како да придонесам, затоа што, без разлика што јас не живам, сонувам дека моите деца еден ден ќе ми речат, ќе одам во Охрид ќе живеам и да имам можност што они тука да прават. Ме разбираш, јас кога си одев од овде, мислам, не беше тоа свесно, тоа беше просто животот те тера така некако, затоа што немаш услови. Јас сум порасна, кино немаше, како ти кажам, театар немаше. Функционираше Охридско лето, ама и за Охридско лето тешко се стигаше ако си од обичните, нели, деца охријани да најдеш карта, како да ти кажам, така да сум чезнеела за да можам да бидам, да видам што и да е, така да бев принудена да си одам, пошто немаше што да правам тука, мислам, ме сваќаш, а не сум само јас, тоа е еден куп луѓе кои што го прават, така да доколку се отвори некаков таков центар кај што ќе можат тие млади луѓе некако да се развиваат и покасно како што ќе, мислам, да можеш во текот на животот да ги имплементираш, пошто тој младински центар, да, треба да е јадрото кај што ќе ги собира младите, ама и искуството на старите треба да биде имплементирано некако, за да може да има некој проток. Јас да се прашувам, извини што те прекинувам, сите уметнички факултети од Скопје ќе ги донесам овде, затоа што инспирацијата да живееш во ваков град како да ти кажам, не мораш ништо да правиш, едноставно излегуваш надвор можеш да се инспирираш. Универзитет, стога викам дека тие факултети се супер, овде би било идеално, значи стварно идеално. И ето чист пример имавме со Филмска академија ФИОФА, што беше што професори од цел свет идеја и викаа вакво место за ваков факултет уметнички не постои на светот. Јован, тоа е многу тажна приказна со ФИОФА, ти многу добро знаеш и многу ми е жал дека го закопа така некако тажно, а тоа беше, немаше да е добро само за Охрид, тоа ќе беше не добро само за Македонија, туку ќе беше добро за регионот. Точно. Така да, ама за жал, тој самоуништувачкиот некако концепт е тој кој што така као прв не вози и тагата е тоа и штетата е непоправлива. Точно. Пошто довербата е изгубена, не премуабет за студентите, професорите, што и да е, така да тажно. Тој обид се покажа како неуспешен. Студирав магистарски на ФАМУ, значи јас знам програмата на ФАМУ, студирав глума на ФДУ и морам да ти признам дека ФИОФА беше подобра и од ФАМУ и од ФДУ, затоа што ги имаше пополнето дупките и во двата на двете академии програмата беше подобра тоа, ама ете некако за жал изгледа не ја заслуживме како држава. Колку е тешко во странски филм сега од Македонија, затоа што имам на факултет јас учено една година чешки и на почетокот ти се слуша дека е лесено, ама кога ќе навлезиш не е баш падежи, деклинации, секакви работи, е сад друго е кога ќе живееш таму, ќе го примиш јазиков на некој начин, само што има доста знам зборчиња на гласоци, некои двоакцентирање што се многу тешки за странец да ги дофати. Примери во филм пример да глумиш се осеќа така како пример течно зборвење, дали колку е тоа се слагам дека е многу е тежок, во факт е дека јас кога заминав, не знаев збор да кажам, и беше таков као ризик, нели си викаш дали воопшто нешто ќе работам нова. Меѓутоа сум таков човек кој што смета дека ако нешто треба да биде, ќе биде, ако не, има еден куп други интересни професии, ствари кои што сакам да ги научам и можам да ги правам.
Така да не сум мислела дека треба нешто по секоја цена да бидам глумица по секоја цена. И го земав тој предизвик као во смисол ми беше као викам окей, супер, ако ништо друго ќе научам нов јазик. Да. И јазикот е стварно тежок, иако ти се чини посебно баш заради таа некоја сличност што Да. имаш чувство, окей, ја зборам, разбирам, уствари врска немаш. Точно. Граматички е, мислам, пишуваниот чешки јазик е исто многу комплициран. Да. Чеси не го знаат добро да го пишуваат, камоли странци. На почетокот, мислам, да не се лажеме. Странец, посебно ако си глумец, значи кога едно од изразните средства ти е јазикот, си странец. Значи тоа е можеш, имав еден например филм кај што требаше да играм чехиња и ја добив улогата на кастинг и беше тешко така, долгометражни и беше прашање што ќе правиме пошто тоа беше и поодамна, сега више подобро зборам чешки, мислам подобро во смисол можам саат време можеби можам да те изложам дека сум одморава, да ја кажеме, пошто нели они имаат со тие пеењата нивни. И беше на почеток као окей, пошто треба да ја добие она, најдобра е, ама ќе ја дабуваме, ќе видиме нешто. И бев супер горда, заради ме ослободија од тој притисок дека требам нешто да пазам ептен. И уствари тоа на крај ми помогна, на крај остана мојот глас, што беше супер достигнување, викам добро, окей, значи проаѓам некако. Ама фактот е дека кога те гледаат, пошто си поекзотичен, мислам физички си малце поекзотичен, сега више можда и не толку, пошто не сум толку црна како што бев на времето. Ама сепак си странец, значи тоа е тоа, нема подобро место од тоа да твориш таму кај што си се родил. Точно, за жал, ама тоа е посебно кога ти е, мислам, едно од изразните средства ти е јазикот. А пошто ево се и со сценарио, нели се занимаваш и сега на чешки пишеш сценарија? Зависи од приказната, зависи каде се случува приказната и иако моите приказни, пак ќе речам, се највеќе споени со Македонија, некако од тука го црпам, тука ми е изворот, тоа е тоа. Ама сценаристиката, тоест пишувањето беше еден од тие такви го открив кога се оцелив таму. Претходно нема време да пишувам, пошто бев активна, доста работев. И како отидов таму имав просто можност да ја откриам и тој, да кажеме, некој талент, интерес, што ми се јави, разви и така натака. Пишувам на македонски, на англиски, најчесто, иако сега нешто почнувам да развивам некоја чешка приказна, така да тоа ќе го пишувам на чешки. Значи зависи од приказната, кај се случува, што се случува. Кожурец беше представата во Скопје, се играше по твој сценарио? Тоа го работевме заедно со Билјана Радиновска. Тоа беше процес истражувачки. Се изигра пред коронава, имаш се изигра не, во текот на короната се изигра. Мислам дека јас не бев присутна на премиерата, ама се изигра во текот на короната и на Мотима исто таа онлайн изведба која што ја има, така да, тоа го работевме, тоа беше еден таква многу интересен, прекрасен процес со прекрасни жени со кои што го развивавме тоа. И беше во текот на короната, имавме онлайн сесии и паралелно работевме, практично го создававме и текстот. И Билјана си имаше проби со девојките. За овие вака се пошироко што ги гледаш, да ги заинтересира тематикава, проблематикава на текстов и пошто јас прочитав нешто и која од каде идејава, мислам. Тематиката е педофилија и сексуално злоставување, сега сме сведоци на сега и глобално да кажам во последниве години најмногу излегоа такви приказни што се стварно потресни. И не само што гледаме во Америка или да кажеме, туку веќе и овдека за жал се јавуваат случаи нормално, дека не е нормално, ама ги имат биле сегде, потиснати не е само толку Америка, време, тоа само покажува дека нас не одминуваат сите тие за жал случаи
и само биле огромни табуа, луѓето Да. не сакале да зборуваат за тоа, затоа што да бидеш жртва и да кажеш, можеш да бидеш, мислам, со тоа си дупло осакатен, Така, да. оштетен, така да стварно, посебно во вакви затворени општества, мислам дека е голема храброст да си да истапиш и да кажеш да, јас сум бил жртва. Дали ситуацијава со пандемијава во претходнава година што уште трајте, тој театриве на некој начин испаја дека последни ќе се отворат, ќе почнат со работа. Дали на некој начин во активност, пошто си доста активна во поиќе сфери, осети таа ситуацијата или имаше доста работа и во иднина некои идни планови? Па супер е тоа дека работам свој авторски проекти исто така, па можам да кажам дека пандемијата ме осакати како и сите останати на некој начин, меѓутоа имав па време за да развивам некои ствари кои што јас сакам авторски да ги направам. И не се жалам, не знам како да кажам, имаше нешто, излегоа некои проекти. Ланска година имав среќа, ама тоа уште не беше пандемијата, меѓутоа пандемијава малце ги успори тие процеси да излезат тие филмови. Во Скопје снимав некои 2 целовечерни филма, едниот е на Кристијан Ристевски, Снежана на крајот умира, и на Дина Дума, сестра, и таму играв една улога. Имаше некои проекти. А Скопје 2020 сега што излезе е сниман пред пандемијата. Да, пред пандемијата, тоа некако испадна као некаков предвесник на малце, иако тематски не станува збор за некаков си вирус во филмот, туку е само апсурдот потенциран, меѓутоа некако беше некој предвесник на. Ај сега вака јас неколку кратки прашања за поврзиме после со Вик, не знам што имавте исправено какви прашања. Некои работи, пример вака што ето најдрага можда улога во филм, во театар што се играла, и дали имаш така некоја што самиот процес на спремање или кој ти бил најинтересен, најпредизвикувачки лик? Значи, нормално првите некако ги памтиш само затоа што, мислам, први, дури не биле ни први, ама еве да кажеме, не знам, од театарски представи, поблиску ми е некоја представа која што ме означила, ме обележала како, посебно што тоа беше после долги години Унковски режираше, значи нему му беше после голема пауза, мене ми беше голема улога и прекрасен текст, прекрасна екипа, и беше процес таков кога стварно ја почувствував убавината на театарот, затоа што без разлика што таа представа беше многу прецизно поставена, градењето на ликот со секоја изведба беше некако навистина да ја осетиш која е магијата и која е разликата уствари на театар и на филм, да кажеме. Во театарот можеш да со секоја изведба да наоѓаш и да откриваш нови работи, а во филм некако можеш просто силината на моментот, на тоа дека сега е моментот, така да не знам, од филмските проекти тешко ми е да одвојам уствари. Театар ми е полесно затоа што имам помалце и одавна не сум играла театар, имам повеќе дистанца. Да. Добро, а да треба сега, ево, да се одбери до крај на животот да играш во театар или во филм, да морате едно да одбериш, што би одбрала? До крај на животот да морам, веројатно филм би одбрала. Пошто од друга страна филмот дава некоја слобода во смисол на тешко е да си во театар ако на пример не се свига представата, мачно е тоа во смисол така некако, филмот знаеш дека ќе заврши, ти можеш да идеш понатака. Иако пак е неблагодарно затоа што јас долго време немам работено театар, немам играно театар и малце не сум баш правиот човек за ова прашање, така да ама би сакала да му се вратам и на театарот, ама да имам јас проекти кои што можам да ги бирам, као да не морам све да играм. Како што со и филмот, можеш полесно да бираш. Позицијата на фриленсер е феноменална, ама и многу тешка. Пред ФДУ да се запишеш Скопје,
Средно учеше овде гимназија? Средно завршив економски. Економски, да. Одеше тоаш негде театарска некоја Тоа секција, беше, нешто? тоа беше, јас не знаев дека ќе воопшто немав, не знаев дека, не сум од тие кои што си рекле ајде сега од дете мало пак ќе бидам глумица, Да. немав појма. Мене уствари тоа што се запишав средно економски ме натера да станам глумица, пошто тотално не бев изгубена. Мислам, бев одличен ученик, се снаоѓав, сето тоа во ред, меѓутоа им завидував на тие што беа гимназија, пошто имаат поопшти предмети, Да. така да морав да заминам во некоја сосема крајно. И прв пат во трета година од гимназија направи отворен конкурс за да се пријави некој од надвор ако сака. И јас од трчање заминав на аудиција да сеќавам го спремавме Парадоксот на Диоген. Мајко моја, тоа беше. И јас се пријавив со мој монолог, исто тоа појма немам зашо ми текна, ама јас си напишав некој монолог и ми ја даде улогата на судијата. И тоа беше прва улога која што да одиграв и некако окей се снајдов. Лудо беше пошто не ме мислам цела сала вика вриште пиште и таму учителките, тие професорките ми рекоа или ти ќе ги смириш или никој. Некако се снајдов нешто окей беше. Дека судија улога. Да, и мислам дека тоаш ми влезе чивијата и тоаш се сеќавам Горан имаше некој аматерски театар овдека, уште немаше професионален Горан и Јасмина. Горан праша на нека вечер кој од вас сака да студира глума. И јас тоаш прв пат слушнав дека уствари има можност да студираш глума и дигнав рака и тоа толку беше. И после Горан и Јасмина ме викна во една аматерска представа Сомнително лице во Охрид. Сакав да те прашам едно рандом прашање, омилена зграда. Дали имаш? Интересно прашање, не сум размислувала. Омилена зграда. Многу ме привлекува Палас хотелов во Охрид, кога ќе поминам и така посебно како се распаѓа, некако ми е тажно дека се распаѓа. Уште едно прашање сакам да ти поставам, да те прашам за Старовски. Дали сте активни, дали пошто мислам дека мислезе пред некое време дека нешто дали после до 2020 имавте негде нешто настав. 19 веројатно, Или пред 19-та коронава беше можда, некако да. некој А претходно настап. имаше нека пауза. Имавме Мислам, пауза. Тој проект е некако последен јавен настап, уствари не, имавме у МКЦ тој што беше 19-та, а претходно одавна беше последниот настап на Охридско лето, мислам дека 13-та негде. 12-та, 13-та нешто Света Софија. И тоа беше таков еден проект на ние сме сите пријатели кои што некако љубители на поезијата и на музиката и така неамбициозно тргнавме да го работиме тоа и беше такво, пошто јас живеев во Прага, така да јас им се приклучував, они работеа и без мене, им се приклучував кога и да дојдев и да, едно прекрасно тако, уште е некако на некој начин. И така, мислам, Да, фала ти. и поезијата, пошто сега јас прв пат го слушнав нешто беше прво писмо од Петрема Андреевски, толку ми влезе така, мислам и мелодијата и многу некое буквално то уникатно, не можам поинаку да го опишам. Имам слушано и други, пошто и поезијата што ја имаме во Македонија, страшни поети, значи и особено се дај некој таков допир, некоја мелодија исто автентична можда за нас и измешан тој некој спој стварно нешто интересно што дотоаш дори не видов, не знаев дека мој да го имате ето. На примери, се надевам дека ќе имате уште такви некои проекти, па до година ето на Охридско лето да се појавите пак. Фала ти, се надевам јас. Тоа мислам дека сигурно имате уште многу работи што не ги допревме. Теми еден куп не исцрпни, ама се надевам следно кога ќе дојдеш пак во Охрид дека ќе имаме можност вака на кафе и ќе уклучиме камера, ќе кажеме нешто плюс, ќе апдейт ќе направиме на Јас се надевам дека следен пат уствари во тој младински културен центар, да се надеваме дека таму негде ќе доправиме муабет. Може. И да ти посакам на секој план, сега и сценаристика и во театар ето да се вратиш кога ќе се отворат театриве, неколку
представи да си одбериш, баш е како фриленсер, во филмов Фала ти. да си продолжиш активна кој што си досега и во сите години, па не знам и на поголемите ето бели платна да те гледаме. Фала ти, Ептен. И Фала. тоа е то, огромна чест и задоволство ми беше што успеавме за тоа кратко време што си овде во Охрид да снимиме една епизода и да остане во архивата на имам нешто да ти кажам на нашиот подкаст и сега те препуштам на Вик, не знам што имат спремено. Најави. Го најавам. Вик, 7 прашања со Вик. Сакаш Морам да на сите да одговорам. Може да одговориш? Пуснит какви се? Леле. Али си спремна? Спремна, вајда. Почнеме од полесниот прашања. Ау. Кога би биле во Холивуд, со кој актер би одбрале да играте на улога? Бред Пит, Џони Дип или Леонардо Ди Каприо? Така пиши додека. Може со Хоакин Феникс. Може. А од овие тројца баш? Од овие тројца? Ете, со Бред Пит, да кажеме. Може? Може. Ето. До крајот на животот, кога би слушале еден жанр на музика, од горе наведените, би избрале турбо фолк или техно? Техно. Ако треба од тие два да бирам, техно, вајда. Техно. За 200.000 евра, дали би прифатиле улога во филм за возрастни? Као, мислиш порнич? Па неверојатно, мислам два дека милиони. не. Види се, ова е толку неконкретно, не можам да, не, веројатно не. Така, па не човек, ај да видиме што имаш понатака да понудиш. Почeo рече си љубител, не знам дали рече, ама сигурно си љубител на охридска храна, да ми направиш една експресија, Да. кога би макнала лепче во макало, така тоа да би... Значи, така, што треба да го направам да, тоа? да направиш. Морам да глумам? Мора се да глумим. Значи тоа дека е макало. Требаше макало да имаме за да... Требаше да го имаш Не, макало. ова не е интересно да го глумам. Добро, ко погоди. Прекрасно. Макалот. Се погоди. Кога би пишела сценарио за некој урбан лик од Охрид, кој би бил тој? Од Охрид, За чекуш. да чекаш. Да. Добро. Омилена фраза на чешки. На чешки омилена фраза. Добар ден, нешто кажи. Такво нешто го? Кажи, не, А. ние ќе знаеш. Добри ден. Добри ден. Добри ден, као добар ден, ама не ми е омилена Како сте вие фаза. во Охрид? Як се мате? Дали ви е сонче Да. во времето? Мате там слуничко? Дали скокавте по крстот? Честите би рекле, ви сте се отужавали, затоа што они уствари, знаеш дека имаат скав, малте некав спорт, мислам не е спорт, ама луѓето стварно влегуваат во ладни води, не заради религиозни причини, него заради здравствени причини. И Јачи. да, и уствари тоа го викаат отужување, као дебело станување на дебело кошти. Кај нас има малце друга таква конотација, Тотажно ама нешто издето. знаеш дека тоа најинтересно ми беше на почеток уствари дека ужасни на чешки е нешто што е многу добро, а кај нас, да. Кај нас Како може да сакаш не е нека му ужасно кажеш добро. феноменално е ова, демек е Која ти е Ужасно. најужасна песна од староградски и охридски? Ако можеш, ако ти се пеет, можеш да не запееш нешто. Охридски, Ке ти не. помажеме да си овче, јаки пееш. Не, нема да пеам Достабешево со Макалова, разбираш, ме да терав да се лигавам. Али од староградски ве охридски песни ми поминал сме бегот охридска? Да. Ето така, речеме. Најтака Па весела немаш нешто фина. да се кажеш вака на коза на крај, нешто што ти лежало Ми на лежало на срце. срце. Ништо, би сакала да има услови во Охрид да се вратат сите избегани охриѓани и така од млади до стари и да така некако овој град да стане таков град на младите, не знам како да кажам, а не град на пензионерите. Баш би сакала тоа да се случи и ја да го доживам пред ја да станам пензионерка. Фала Верица. Ето. Тоа беше Фала. тоа. Фала исто. Тешко беше не? Не беше тешко. 200 милиони? Се знали по прашање.